Добар ден, дневник на К3. Денеска во Кратово беше промовирана реставрираната и конзервирана Златкова кула, една од 6 зачувани кули од средниот век. На промоцијата на овој споменик на културата присуствуваше министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска и амбасадорот на Соединетите Американски држави во Република Македонија. Познатата Златкова кула во Кратово доби нов лик, откако беше реконструирана дворешниот дел согласно годишната програма на Министерството за култура, со поддршка на Министерството и со грант од Американската амбасада беше уреден и внатрешниот интериер. Златковата кула доби културно-информативен дел, сувенирница и спомен соба на светителот Свети Ѓорги Кратовски. Реконцепцијата на овој споменик на културата е од големо значење за развој на културата и туризмот во овој регион, потенцираше министерката Канчевска-Милевска. Посебно ме радува што токму овде во Кратово денеска имаме можност да го промовираме целосно конзервираниот, реставриран и интериерно уреден споменик на културата од 14-тиот век Златкова кула. Уште на почетокот би сакала да истакнам дека овој исклучително значаен проект со кој ревитализиравме еден вреден сегмент од нашето наследство е резултат на одличната соработка помеѓу Министерството за култура, амбасадата на Соединетите Американски држави во Република Македонија, општината Кратово. Сепак сакам да истакнам дека со поддршка на Министерството за култура претходно беше извршена конзервација и реставрација на архитектурата, на покривната, на кровот на самата кула, така да потоа се настапи кон интериерот. Во рамките на интериерот се уреди спомен собата на македонскиот православен светител Свети Ѓорги Кратовски, каде е сместена постојаната поставка на стари книги од 17 и 18 век, слики и резби со ликот на Свети Ѓорги, какви артефакти пронајдени за време на археолошките истражувања на просторот околу кулата, а на вториот кат се наоѓа пред се еден културно-информативен центар и сувенирница, каде што ќе можат сите посетители да се запознаат со градот Кратово, со историјата, културата, традицијата и културното наследство. Идејата на Американската амбасада е да се респектираат другите култури, меѓу кои и македонската, порача американскиот амбасадор Джейс Бейли, кој рече дека преку амбасадорскиот фонд досега се реализирани 12 проекти за зачувување на културно-историското наследство во земјава. Преку амбасадорскиот фонд за културна заштита Соединетите Американски држави досега имаат финансирано некаде околу 12 на проекти во Република Македонија. Ова е навистина многу значајно за нас, бидејќи културните локации се потсетник за придонесот и историските искуства на нашите предци. Соединетите Американски држави сакаат да покажат голем респект кон другите култури, а еден од начините да се стори тоа секако е да се помогне во зачувување на културното наследство. Задоволство од овој проект изрази и градоначалникот на Кратово Мите Андоновски. Ме представува особена чест и задоволство што денеска се собравме овде во дворот на Златкова кула за да свечено ја пуштиме во употреба реставрираната кула. Ова е еден од многобројните културно-историски споменици, како што каже и министерката, да не се повторувам, кој ги има на територијата на градот Кратово и во општината. Ова е трета кула која веќе ја ставаме во функција за унапредување на туризмот и за да можат туристите да ја посетат и оваа кула, ако и сигурно сите гледате дека во се поголем број ги имаме во последниве неколку години. Ова е трета од вкупно 6 зачувани кули во Кратово која е обновена во изминатиот период. Претходно беа реставрирани Симеќиевата и Саат кулата во Кратово. Дирекцијата за заштита и спасување согласно Законот за заштита и спасување и Законот за шумите презема мерки и активности за превентивно делување во врска со заштитата од можни шумски пожари и други пожари на отворен простор во наредниот период. Согласно тоа, опатуваат апел до граѓаните да внимаваат при палење оган на отворено.
За поуспешна заштита од настанување на евентуални пожари, Дирекцијата за заштита и спасување известува дека со зголемување на надворешните температури и настапување на сушниот период е зголемена и опасноста од настанување на шумски пожари и други пожари на отворен простор и дека ваквата состојба наложува поголема будност на сите граѓани и субјекти во заштитата од пожари. Како неопходни мерки за намалување на опасноста од настанување на шумски и други пожари на отворен простор, Дирекцијата за заштита и спасување ги посочува следниве предупредувања до сите граѓани на Република Македонија: да не се пали оган во шуми на отворен простор и на необезбедени места, да не се палат стрништа, меѓу и други површини, да не се фрлаат стаклени шишиња и друга стаклена амбалажа и отпад, да не се врши палење на отпад и друг горлив материјал, да не се фрлаат остатоци од цигари, земјоделската и друга механизација да биде технички исправна и опремена со пропишаните средства за почетно гасење на пожари. Во случај на опасност од настанување или веќе настанат пожар, граѓанинот е должен да ја отстрани опасноста, односно да го изгасне пожарот, а доколку не е тоа во можност, веднаш да извести територијалната противпожарна единица на бесплатниот телефонски број 193 или полицијата на телефонот 192. Казната за палење оган на јавна површина изнесува 200 евра. Тропските температури кои ја зафатија Македонија деновиве се погодни за влекачите. Во Куманово веќе се регистрирани првите случаи на змии кои се шетаат низ улиците, особено на места кои се погодни за нив, а тоа се површини обраснати со трева и дрвја, како и покрај реките. Граѓаните бараат од првите луѓе градоначалникот и директорот на Чистота и зеленило да постои институција која ќе ги лови влекачите за време на летото. Во Куманово регистрирани првите случаи на појава на змии. Пред извесен период змија била забележана на потегот кај Октомвриска револуција, место кое е погодно за живот, покрај река во бујна зелена површина. Повеќето од анкетираните граѓани прашуваат каде да се обратат за ваквите случаи, но и бараат да се обезбеди служба која ќе ги лови. Во секоја нормална држава има такво нешто, па и кај нас би требало да има такво нешто. Ја имам колку можам да гледам телевизија, има ловци на крокодили, а не на змии да има, така да би требало такво нешто да има. Пошто има многу млади деца кои излегуваат на отворено, така да не се запознаени уопште со таквата проблематика. И мислам би требало да би има, па сега дали има или нема, не знам во Куманово, мислам дека нема. Нормално требало. Треба за заштита на деца на возраст. Повеќе за деца, и за возраст. Не сум информиран за вакви работи, ама ако е така, значи нешто нема во Македонија, во Куманово и во цела Македонија не верувам дека има таква екипа, а треба. Јас сум за. Јас живеам на кај споменик до Висло, позади Висло. Тука кај мене е опасно. Треба да има некоја заштита, да се има некоја организација, владина организација да се спречува, пошто змиите знаете дека е опасно по живот, ако те касне ќе предизвика смрт. Треба да има, секако дека треба да има. Да се преземе некои мерки. Одржувањето на зелени површини и паркови е во надлежност на јавното предпријатие Чистота и зеленило, но оттаму вела дека одржувањето на останати тревни површини покрај стамбените објекти по нивна легализација се должност на граѓаните и на управителите на стамбени единици кои се грижат за зградите. За сите овие останати тревни површини, каде што според закон за комунално уредување се формирани стамбени единици, значи стамбени задруги, како се вика, кои се должни да на граѓаните им го обезбедат и одржувањето. Значи затоа примаат и паричен надомест од граѓаните. После легализација на објектите, дворовите во зградите припаѓаат на граѓаните, односно на зградите и на имателите на тие станови. Градоначалникот Дамјановски во однос на ова прашање истакна дека ќе бидат преземени активности заедно во соработка со ветеринарната станица за да се најде решение за ова проблематика. Ние сме во тек на избор на изведувач за дезинфекција и дератизација. За змии не знам дали е дел од програмата. Мислам дека немаме опфат на таква работа. Имаме заловување на кучиња, прскање на комарци и ларви и дезинфекција и дератизација го посебен тендер. Ова нешто треба да го консултирам ветеринарниот завод за ветерина, односно ветеринарната станица Тодор Велков и да видиме на кој начин да го реализираме овој проблем. Во Република Македонија живеат 16 видови на змии, од кои 3 се отровни.
остро глава шарка, поскок и шарка. Досега инфективното оделение во Куманово нема регистрирано ниту еден случај на каснување од змија. Кокино се развива како туристичка дестинација и со поддршка на УСАИД и владата на Швајцарија преку проектот за експанзија на мали бизниси и локалната акциона група АБЕР 2015 во соработка со Национална установа Музеј Куманово. На локалитетот поставени се нови информативни табли, подготвена е мобилна апликација за туристите на Кокино кои секоја година доаѓаат во се поголем број. Преку проект за експанзија на мали бизниси и локалната акциона група АБЕР 2015, Националната установа Музеј Куманово со поддршка на USAID и владата на Швајцарија во Кокино поставија информативни и патоказни табли, заштитна ограда за камените трунови на локалитетот и мобилна апликација со која туристите можат полесно да разберат за значењето на Кокино. Со поставените знаци се очекува да се зголеми бројот на туристите и да се развие локалната економија и заедница. Сите знаци што се поставени тука, сите објаснувања се многу важни за да се свати астрономското значење на Кокино, но исто така ќе можете да видите и оградата е тука поставена затоа што некои делови се многу лесно кршливи заради природата на каменот и е важно да се заштитат затоа што биле направени во нив и секотини уште пред 3000 години и сакаме да ги зачуваме уште толку. Годинава музеот одбележува 15 годишен јубилеј откако за прв пат е работено на тогашен Татичев камен, сега познат како Археоастрономска обсерваторија Кокино. Владата и ресорното министерство постојано работат на унапредување на локалитетот, кој секоја година привлекува се поголем број на туристи. 4-годишен проект на кој што веќе се работи на инфраструктурата, а се со цел за уредување на пристапните патеки на патот, поставување изградба на мала сувенирница, на мал ресторан, на мал музеј, оградување на самиот локалитет, а се со цел да се стави во туристички цели за поголема промоција на самиот локалитет. Националната установа веќе 15 години археолошки го истражува Кокино. Досега завршено е истражувањето на светилишниот дел, а годинава археолозите ќе работат на јужната страна. Утре во Уметничката галерија во Куманово Министерката за култура ќе отвори изложбата на експонати пронајдени на Кокино. И денеска група француски туристи го посетија локалитетот. Тие беа воодушевени од мистичноста на Кокино, прекрасната природа и погледот од висините на оваа некогашно светилиште. Вчера вечер на платото пред локалната установа Градски музеј Крива Паланка беше промовирана книгата Поетски чекорења Алманах 5 на Кумановското друштво на писатели. Присутните имаа можност да уживаат во поетскиот порив на авторите од повеќе земји застапени во делото кои творат на својот мајчин јазик. Кривопаланичката публика имаше ни секојдневна можност да ужива во творештвото на современите поети, кои се дел од јубилејниот 5-ти алманах насловен Поетски чекорења, кој го издава Кумановското друштво на писатели. Полијазичниот поетски алманах во Крива Паланка беше промовиран со поддршка на локалната установа Градски музеј. Зело вечер ќе се представат неколку кумановски поети кои што ќе го промовираат своите песни кои што се издадени во нивната едиција Алманах, која што секоја година издаваат по една таква, така што заслужува почит пред се трудот на поетите од Куманово, заслужува за почит нивната организираност во едно друштво и заслужува почит тоа што секоја година издаваат по една публикација на задоволство на публиката. Во годишниот алманах се презентирани дела од 20 на членови на Кумановското друштво, како и од поети од соседството, од Европа и останати континенти од светот кои се изразуваат на својот мајчин јазик. Покрај македонскиот јазик застапени се јазиците од поранешна Југославија, исто така од Австрија, Турција, Бугарија, Монголија, Јапонија, Канада, Словачка, Русија и други земји. Членовите на друштво на писатели објавија по 9 песни и биографија, додека гостите со по една песна учествуваат. Друштвото на писатели Куманово во Крива Паланка гостува 3-та година поред, каде ја презентира автентичната идеја со која јасно порачуваат дека уметноста не познава граници, нагласувајќи ја потребата од грижа и нега на сопствениот јазик. Значи, нашето друштво работи од 37 туристи во текот на годината
и секогаш се надградува и дополнува програмата. Сега имаме нови троица членови ученици од средно образование и наша тенденција е понатаму да прифаќаме млада популација, да го збогатува својот личен јазик, мислам сефот на духовниот сеф и да го празнат на литературен план. Велат дека духовното богатство е многу по-јако од било кое материјално, зашто секој материјалното не го понесува никој, а духовното е индивидуално и секој човек се знае колку вреди. Кумановското друштво на писатели е формирано 1871, а реформирано е во 2008 година, од кога бележи голем подем и бројни членови од сите генерации. Во малата сала во Центарот за култура Трајко Прокопиев дуото Еквилибриум одржа концерт на кој пред публиката беа изведени неколку познати дела од Моцарт, Дебиси и Брамс. Во малата сала во Центарот за култура Трајко Прокопиев дуото Еквилибриум одржа концерт на кој пред публиката беа изведени неколку познати дела од Моцарт, Дебиси и Брамс. Инаку дуото за прв пат се представува пред кумановската публика. Тие најавија дека со овој концерт ја започнуваат мини турнијата во Македонија. Ова не е прв пат. Меѓутоа, јас како професор во Панче Пешев, нашите ученици се чести гости и чести изведувачи, дали на промоција за книги или за други настани. Така да, доста често. А како почнав, така и сама на себе си кажав, јас понатаму продолжувам, ова е моја професија, сакам ова да го правам, едноставно уживам. На 29 јуни дуото Еквилибриум концерт ќе одржат во Гевгелија, а на 6 јули во Штип. Пианистките ја започнале својата соработка спонтано од факултетските денови, а во иднина планираат да настапат и во други држави. Магдица Димитровска завршила факултет за музичка уметност во Скопје на одсекот инструментал пијано во класата на професор Зоран Пехцевски, каде магистрира 2011 година. За време на магистерските студии учествуваа на повеќе настапи како пијано придружба на магистерски студии, државни и меѓународни надпревари. Александра Стојкова е вработена како професор по пијано во Илија Николовски Луј во Скопје. Владиниот проект Македонија вработува влегува во втора фаза. Планирано е да се отворат до 20.000 работни места. Државата под мотото "Борбата за работни места продолжува" се подготвува да издаде финален удар на невработеноста во земјава. Владиниот проект Македонија вработува влегува во втората фаза. Планирано е да се отвора до 20.000 работни места. Државата под мотото "Борбата за работни места продолжува" се подготвува да издаде финален удар на невработеноста во земјава. Ако се повторат постигнатите резултати од претходниот пат, тогаш ВМРО ДПМН ќе исполни својата цел да ја спушти стапката на невработеност од актуелните 24,5% на 22% до 2018 година. За време на спроведувањето на проектот од првиот квартал лани до првиот квартал годинава, невработеноста е намалена за 2,8%, а токму проектот Македонија вработува е главниот двигател за намалување на невработеноста и отварање нови работни места, вели вице-премиерот Пешевски. Се намали невработеноста во Македонија за 2,8% во период од една година. Се подигна нивото на социјалниот диалог во Македонија и се надеваме дека со овој проект и во иднина ќе се подобри стандардот на сите вработени во Република Македонија, вели Благоја Ралповски од Конфедерацијата на слободни синдикати. За една година од спроведување на проектот Македонија вработува се вработени околу 19.000 луѓе во над 10.000 компании. Вработени се 4.154 млади до 29 години возраст, 7.648 на возраст до 35 години, 2.666 лица помеѓу 35 и 50 години, 3.400 над 50 години возраст, 845 над 58 години возраст и 196 од ранливи категории. За поднесување на барањата за субвенции за млекото рокот се пролонгира. За произведеното и предаденото овчо, козјо и кравјо млеко во периодот од јануари до април годинава барањата наместо до 25 ќе се примаат до 30 јуни годинава.
За поднесување на барања за субвенции за млеко рокот се пролонгира. За произведеното и предадено овчо, козјо и кравјо млеко во период од јануари до април годинава, барања наместо до 25 ќе се примаат до 30 јуни годинава. Поддршката за производителите на млеко изнесува 3,5 денари по литар. Барањата се поднесуваат по електронски пат во подрачните единици на Министерството, каде што е регистрирано земјоделското стопанство. Паралелно може да се доставуваат и барањата за купени неселки во период од јануари до април 2016 година. Финансиската поддршка е 100 денари за неселка. Рокот за поднесување на барањата за поголемиот дел од другите субвенции завршува на 30 месецов. Мнозинството британци на вчерашниот референдум се изјаснија за истапување на Велика Британија од Европска Унија. Франција во Балтичките земји ќе испрати 4 авиони ловци. Како последица на високите температури на воздухот во последниве денови во Романија починаа 13 лица. Свето денеска. Мнозинството британци на вчерашниот референдум се изјаснија за истапување на Велика Британија од Европската Унија, соопшти британската изборна комисија. Според резултатите од преброените гласови од сите избирачки окрузи, 51,9% се изјасниле за излез на Велика Британија од Европска Унија, додека 48,1% гласале за останување на земјата во Унијата. Одзивот на референдумот бил 71,8%, што представува највисока излезност на некое гласање во Велика Британија од парламентарните избори во 1992 година. Конечните резултати во Шкотска и Северна Ирска покажуваат дека мнозинството жители на овие покрајни се изјасниле за останување на Велика Британија во Европска Унија, додека за разлика од нив жителите на Англија и Велс се изјасниле за Брексит. Неименуван помошник во кабинетот на британскиот премиер Дейвид Камерон денеска изјави дека по ваквата референдумска одлука Велика Британија сега се наоѓа на непозната територија. Во меѓувреме, лидерот на партијата на независност на Велика Британија, Нејджел Фараш, изјави дека 23 јуни ќе биде запамтен во историјата на земјата како ден на независност и го повика премиерот Камерон да поднесе оставка. Според него, британското напуштање на Европската Унија е за доброто на цела Европа. Ќе изградиме нова Европа како сојуз на суверени држави кои ќе се дружат, ќе тргуваат и ќе соработуваат, порача Фараш. Председателот на Сирската националистичка партија Шин Фейн, Деклан Керни, пак утрово изјасни дека одлуката на вчерашниот референдум ја лишува британската влада од надлежноста да ги представи интересите на жителите на Северна Ирска. Како што јави ТАСС, тоа според него ќе биде повод и за обединување на регионот со соседна Ирска. Дипломатски извор во Брисел соопшти дека лидерите на Европската Унија денеска ќе одржат вонредна средба посветена на резултатите од вчерашниот референдум во Велика Британија. Според истиот извор, средбата ја свикал председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер и на неа ќе присуствуваат првите луѓе на Европскиот совет и на Европарламентот Доналд Туск и Мартин Шулц, како и холандскиот премиер Марк Руте, чија земја е актуелен председавач со Европската Унија. За подоцна денеска е најавена и вонредна седница на Европската комисија. Франција во Балтичките земји ќе испрати 4 авиони ловци. Авионите ќе бидат дел од мисијата на НАТО за заштита на воздушниот простор на Летонија, Литванија и на Естонија во период од септември до декември годинава. Целта на мисијата е да гарантира неприкосновеност на воздушниот простор на трите балтички земји членки на НАТО од 2004 година, истакна портпарол на воено-воздухопловно полковник Оливие Село. Како последица на високите температури на воздухот во последниве денови во Романија починале 13 лица. Службата за итна медицинска помош соопшти дека само вчера починале 8 лица во округот Васлуј и 2 во округот Јаш. Поголемиот број од починатите биле земјоделски работници. Метеоролозите предупредуваат дека во сабота и во недела топлотниот бран ќе зафати 11 окрузи во југозападниот дел на Романија. Се очекуваат температури до 35 степени Целзиусови, а индексот на влажноста ќе го помине критичниот праг од 80 единици. Во организација на Велосипедската федерација на Македонија во недела ќе се одржи државното друмско првенство, а стартот на трката е предвидено да тргне од Куманово.
Покрај Велосипедската федерација на Македонија покровители се уште и Општинскиот сојуз на спортови Куманово, а како технички организатор ќе помага и велосипедскиот клуб Велоем. Помагатели е предвидено да бидат и општините Куманово, Крива Паланка и Ранковце. Што се однесува до надпреварувачкиот дел, предвидено на преварување во женска кадетска конкуренција и тоа на патеката Куманово Страцин Куманово, должината изнесува 64 км. Јуниорите и сениорите ќе се напреваруваат на релација Куманово Страцин Ранковце, Крива Паланка Ранковце, Страцин Куманово, а должината на оваа патека изнесува 126 км. Победниците се стекнуваат со титула државен првак во друмско возење. Воедно првите 8 напреварувачи ќе добијат бодови за ранг листа за Евротур за Светската велосипедска федерација. Велоем Куманово ќе биде застапен со поголем број на напреварувачи во сите категории со исклучок во женска конкуренција. Стартот на трката е во недела во 12 часот пред кејот во Куманово. Најдобриот кошаркар на Кливленд Леброн Джеймс најави дека останува во клубот со кој неудамна ја освои титулата. За предвремениот раскин на договорот со ПСЖ, Лоран Бланке заработи неверојатни 22 милиони евра. Вести од меѓународен спорт. Леброн Джеймс ги отвори спекулациите дека ќе го напушти Кливленд, откако суперзвездата на Кавси истакна дека ќе остане во тимот, а подпишувањето на нов договор е многу блиску. Кралот Джеймс стана слободен агент, но јасно стави до знаење дека летово нема намера да ги смени клубските бои. Овде се чувствувам одлично и немам ни една причина да си одам од клубот. Останати се само некои технички работи, а тој дел од работата ќе го направи мојот агент. Ова се најстресните моменти од мојот живот, истакнал Джеймс. Леброн се врати во Кливленд во 2014 година после 4 поминати сезони во Мајами, а со Кливленд ова сезона ја освои првата титула во историјата на клубот. Лорен Блан одлично си го наплати предвременото заминување од клупата на ПСЖ, откако за раскинот на договорот со светците заработи неверојатни 22 милиони евра. Ова информација ја објави влијателниот француски вестник L'Equipe, повикувајќи се на извори од самото раководство на шампионот, кој на овој начин сакал да го награди Блан за добрата работа во изминатиот период. Лорен Блан во 3 години, откако го наследи Карло Анчелоти, освои дури 11 трофии со светците, но неможноста да дотурка далеку во Лигата на шампионите беше причина раководството на ПСЖ да реши да се раздели од него. Во секој случај, поранешниот француски интернационалец одлично го наплати отказот, а сумата е толку висока поради фактот дека тој пред само неколку месеци потпиша нов 4-годишен договор за плата од 6 милиони евра по сезона. Со самата разделба од Блан веќе нема никаква пречка за Унај Емери да биде промовиран на паркот на принцевите. Се најавува дека прво летно засилување на ПСЖ ќе биде токму од Севиља и тоа полскиот играч за врска Криховијак, за кого светците веќе испратиле понуда од 35 милиони евра. Времето во Македонија сончево и многу топло со мала до умерена облачност. Попладне ќе има изолирана појава на краткотраен дожд со ретки грмежи. Тоа беше се во вториот дневник. Останете со К3. Пријатно попладне.